Ви благодарам, председателе на Стопанската комора. Мене ми е задоволство што еве по втора година поред, пред буџетот да биде усвоен од страна на владата, сме тука да ги презентираме главните контури на буџетот и пред се да направиме една јавна дискусија, да ги слушнеме ставовите и мислењата на бизнисите, бидејќи тоа е за нас многу важно, бидејќи главен приоритет е економијата да се движи напред. Сега, секако дека, бидејќи го правиме втора година поред, ова станува традиционално и би требало да продолжи во наредните години. Има и слайдови со цел да биде по-ефикасна презентацијата. Основниот параметар кој што е потребен за проектирање на буџетот, БДП, е проектиран со раст од 3,2% во 2019 година. Тоа се должи на очекување за солидна лична потрошувачка, раст на инвестициите и силен извоз. Во моментов тоа е со двоцифрена стапка на раст. Ова проекција на бруто домашниот производ е целосно одговара во линија на есенските проекции на релевантни меѓународни институции, како што е Светска банка со 2,9%, Европска комисија, Народна банка има повисок раст од 3,5%. Јас морам да кажам дека во изминатата декада секогаш Министерството за финансии имаше убедливо најоптимистичка проекција. Сега ние ја базираме на база на нашите модели и покажавме во оваа година и пол дека имаме кредибилност во остварување посебно на приходната страна, бидејќи ова е инпут за остварување на приходната страна. Очекувањето е дека ќе имаме стабилни цени и ниска инфлација од 2%. Исто така стапката на невработеност ќе се намали и ќе изнесува околу 20%. Клучно, ако ги гледате фискалните параметри, е што ние тоа што го определивме во фискалната стратегија за следните 3 години, го спроведуваме. Спроведуваме постепена и умерена фискална консолидација. Тоа се гледа преку буџетскиот дефицит, кој што е поставен сега на 2,5% од БДП. Изминатата, односно во оваа година е поставена 2,7, а многу често во претходните години буџетскиот дефицит беше и повисок од мастришкиот критериум 3% буџетски дефицит. Зошто ни е потребно ова? Пред се да го стабилизираме јавниот долг, ние успеавме во тоа и да ја припремиме земјата за големите обврски кои што ја очекуваат во 2020 и 2021 година. Тоа се околу 830 милиони евра само враќање на главници за обврски кои што беа преземени пред 2017 година. Ние веќе активно работиме на ова, дури откупивме дел од постоечка еврообврзница која што доспева во 2020 година и со оваа фискална политика што ја водиме, сме целосно сигурни дека Македонија лесно ќе успее да го преброди тој период 2020-2021 со најниски ризици за рефинансирање и исто така со најниска цена која што би можело да се плати. Во однос на приходната страна, и ајде може уште еден коментар да се даде, ако ги гледате големината на буџетот, ние се и буџетскиот дефицит, ние се определуваме, значи додиме со умерена и постепена консолидација, но исто така не сме за драстично намалување на буџетскиот дефицит. Зошто? Бидејќи кризата која што и нестабилноста која што постоеше во претходните години не обезбедува пониски стапки на економски раст од очекувањата и ако сакаме да ја придвижиме економијата, мора да оваа јавна потрошувачка да биде засилена. Спротивното е погрешно, бидејќи само ќе ја влоши економската ситуација. Во однос на приходната страна, вкупните приходи се поставени на 210 милиарди денари. Ако се гледаат во релативен износ како процент на БДП, тие се едни од најниските во Европа. Значи, одговараат на земји од нашиот регион како Албанија и Косово.
На приходната страна за оваа година имаме буџетирано две важни реформи. Тоа е пензиската реформа и праведното даночување, кое што јас ви благодарам што имавме можност тука во комората да го разговараме. Пензиската реформа ни е потребна за да обезбедиме стабилизација на фондот на ПИО. Тој ќе обезбеди не само сигурност на сегашните пензионери, туку ќе обезбеди сигурност на сите кои моментов се вработени во економијата. Ние, еве да биде јасно, имаме на графикон дадено како се движи вкупниот трансфер од централниот буџет до ПИОМ. Може да видите дека низ годините, тука имаме некоја серија од 2013 година, но во основа продлабочувањето на оваа дупка или дефицит се случува главно од 2008 година, кога трансферот се зголемува некаде од 150 милиони евра па до 500 милиони евра. А ако белата линија е што ако ништо не превземеме, а жолтата линија е со вклучени елементите од реформата, гледате дека превземањето на оваа реформа го намалува овој вкупен трансфер до ПИОМ, значи прави стабилизација на фондот за ПИОМ. Тоа е во 2019 година некаде 2 милиарди денари практично се добиваат по овој основ. Во однос на најважниот данок со кој што се полни буџетот, ДДВ-то, односно и поврзано со него повратот према компаниите, ние мислам дека многу успешно спроведувавме на неселективен и брз поврат на ДДВ према компаниите и ќе го продолжиме тоа и во 2019 година. Тоа е една од нашите клучни интенции, бидејќи мислиме дека за тоа така треба да биде во земја каде што функционираат нормално работите, технички брзо да се реализира без никаква селективност. Ако може следниот слайд. Во овој буџет имаме и силна поддршка за економијата, активните мерки за вработување, кои што се спроведуваат преку Агенцијата за вработување, се на највисоко ниво до сега, се буџетирани на износ од 1,1 милиарди денари. Чисто за споредба, во однос на 2016 се двојно поголеми, а во однос на, ако гледаме некој просек од преходната декада, се дури и повеќе од тројно зголемени. Ова се значи средства кои што треба да овозможат подобрување на квалификациите на работната сила, ублажување на она несовпаѓање помеѓу понудата и поборувачката на работна сила и борба против најголемиот проблем невработеноста. Околу поддршката и потикнување на инвестициите на странските, но пред се на домашните компании, нешто што порано изостануваше, сега вкупно заедно за нив се буџетирани 3 милиарди денари и ова е раст од 34% во однос на тековниот буџет. Значи, ние продолжуваме со засилување на поддршката за бизнисите, бидејќи сметаме за економијата да оди напред и да се развива, многу е важно практично вие да инвестирате, да отварате нови работни места, така и Македонија може да оди напред. Исто така во овој дел може да е важно да се спомне и програмата за рамномерен регионален развој, која што изнесува 512 милиони денари, но многу од проектите и програмите се распоредени низ многу министерства, како што се животна средина, транспорт и врски, и тие содржат различни капитални инвестиции за подобрување на регионалниот развој. Исто така, ние работевме и на подобрување на бизнис климата, не само што не постојат притисоци политички, туку и Македонија и напредуваше и на doing business во овој период. Во однос на капиталните инвестиции, тие се проектирани на 25,7 милиарди денари. Треба да знаете дека во претходните години имало и повисоко ниво на капитални инвестиции кои што се проектирани во буџетот, но мислиме дека ова е кредибилно ниво кое што може да се оствари. Тука има
проекти кои што беа сериозно забавени, некои требале да завршат од поважните во 2016 година и економскиот тим навистина вложи огромни напори за тие да се предводен од вице-премиерот, вложи огромни напори тие да се интензивираат и може сега да се каже дека клучните проблеми се разрешени и ќе бидат интензивирани проектите. Исто така, јас себе би ги прочитал, патна и железничка инфраструктура предвидено е 5,4 милиарди денари, комунална и енергетска инфраструктура 5,4 милиарди денари, земјоделие 3,1 милиарда денари, образование, детска заштита и спорт 2,9 милиарди денари, здравство 1,3 милиарди денари, одбрана 1,3 милиарда денари, инвестиции во технолошки индустријски развојни зони 631 милион денари, правосудство 529 милиони денари и ова се тие кои што се во буџетот. Исто така има сериозен дел на капитални инвестиции кои што се реализира преку јавното претпријатие за државни патишта. Според нивната програма таму има околу дополнителни 16 милиарди денари. Реализацијата на ова ќе биде сериозен стимул за раст на економијата. За мене е многу важно што ако тоа и релевантни меѓународни институции како Светска банка го покажува во изминатите 10 години, главно растот бил околу 0,5%, ако се исклучи државната интервенција во капитални проекти како што е Скопје 2014, односно во неефикасни проекти, непродуктивни. Добро е што во вториот квартал гледаме дека има економски раст од 3,1%, кој што е движен заради растот на приватниот сектор. Тоа е различно нешто што се случува во последниве 10 години и е одлично, бидејќи само така може македонската економија да биде на здрави и цврсти темели. Сега јас може би зборувам повеќе од што беше предвидено, за тоа ќе убрзам во следниот период, на следните слайдови. Исто така имаме силна подршка за земјоделството. Може да видите дека за руралниот развој и за подршката за земјоделство се зголеми, подршката изнесува 8,5 милиарди денари, некаде 820 милиони денари повеќе во однос на реализација во 2017 година. Дел од мерките, како што е воведување на зелена нафта, ќе биде реализирано. Следно нешто, многу е важно што ние клучната определба на владата за интеграција во НАТО јас проведуваме и преку буџетот. Буџетот на Министерството за одбрана повторно ќе биде зголемен со цел да постепено се доближува до НАТО стандардите. За нас е тоа многу важно. Јас имав прилика со мојот тим во изминатата година да се сретнам со сите поважни финансиски инвеститори во Европа и во САД. И ако еден стандарден состанок трае 1 час, пола од времето тие напрашуваат до каде сте со НАТО интеграцијата. Сигурно дека влезот во НАТО ќе биде огромен стимул за инвестиции во Македонија. Тоа е искуството на земјите во регионот, каде што за 2 до 3 пати странските директни инвестиции се зголемуваат. Исто така, сигурно дека ова ќе значи изголемување на вредностите на имотот во Македонија, така беше во сите земји кои што пристапува, значи ќе имаме многократни позитивни бенефити. Во куси црти би кажал на крај за што друго е важно буџетирано. Вложуваме во столбовите на општеството посилно од досега. Тоа се здравството, образованието и социјалната заштита. Нашата интенција е да ги зајакнуваме. Зошто? Бидејќи од ова зависи човечкиот капитал. Не сме задоволни и не смееме да бидеме задоволни од оние резултати кои што ги исфрлаа PISA тестовите, кои што Светска банка ги дава за развојот на човечки капитал. Мора многу посилно да вложуваме во столбовите кои што ќе го градат човечкиот капитал, доколку сакаме не за неколку години, туку доколку сакаме нашите деца кои што ќе дојдат за 10-20 години да имаат подобри знаења, подобри вештини, да бидат поздрави и да имаат подобар животен стандард од нас. Јас верувам дека ќе добиеме поддршка за тоа. Исто така, во
планот е и реформа на администрацијата која што ќе биде столбот на ЕУ интеграциите и тука се предвидени дополнителни средства. Ви благодарам.